Расте бројот на заболени од хепатит С. Пациенти со оваа диагноза на инфективното оделение има речиси секојдневно. Во просек со хепатит С се инфицирани 2 до 3% од населението, што значи дека околу 1500 жители од регионот имаат ваков проблем. Може да се каже дека континуирано има тенденција на покачување на бројот на заболени од С хепатит. Тенденцијата веќе се гледа со тоа што стално постојано имаме пациенти кои што ги лекуваме тука кај нас на оделението. Станува збор за болест која го напаѓа црниот дроб и уште е позната како тивокубиец, што опасноста од неа ја прави уште поголема. Значи пациентите може да бидат и несвесни дека се носители на вирусот на С хепатит, а со текот на годините да доведе до една хронична инфекција и да доведе до најнесаканите болести, тоа е цироза на јетрата и хепатоцелуларен карцином, односно рак на црниот дроб. Болеста се пренесува исклучиво преку крв, а тоа најчесто е преку користење на иста игла при интравенозна злоупотреба на дрога, тетовирање, пирсинг, но и при сексуален контакт. Од тука, од каде е болеста, таму е и заштитата од неа. Тетовирањата колку што може да се избегнува да започнеме со тоа или барем во установи кај што ајде сметаме дека се користа стерилни инструменти. Кај наркозависниците доколку веќе е интравенска апликација на дрога, значи да се користе шприц само за една употреба и игла. Сексуалното пренесување мора да се избегне, значи со кондомите, тоа е единствената заштита. И да се избегава користење за лична хигиена, употреба за лична хигиена. Тука најчесто спаѓаат бричеви, па дури четки за заби, значи да си го користи секој сам за себе. Добра вест е што хепатитот С, за разлика од порано, сега е болест која се лекува успешно, но за тоа да се случи, треба да се открие навреме. Од тука, лекарите советуваат редовна контрола на крвта, зашто покасно некогаш може да биде и многу касно.